Па добро, или имаме обвинение против поранешен подпредседател на собранието од редовите на и тогаш и сега владеечката партија. Пред обвинение е исто државен секретар. Така да, мислам, видете како добиваме пријави или материјални докази, постапуваме без разлика дали се работи за сегашни или поранешни функционери. Јас искрено инсистирам че сите да се третираат еднакво. Проблемот е дали ќе успееме да обезбедиме доволно докази или нема да успееме да обезбедиме доволно докази.